Од изградбата, кога е таму 70, точно не знам која година, сега да не кажам, значи е прво реновиране, односно темелно реновиране, што значи од под, врати, стакла, џамови, грејење, покрив, или во бројки кажано на еден се реновирани површина од 534 метри квадратни. Значи, ето со цел за подобрување условите на работа и работење, што значи да бидеме по-комуникативни и имотивни према странките, односно да ги упростиме работите и да бидеме побрзи. Сметаме доса имаме похвални зборови дека се овие промени, односно изградби, доградби, се како за нас, така и за останата, односно за клиентите, граѓаните да бидат подобро услужени, значи, со сите овие работи што ги спомнав и односно технички дел, значи компјутери, мерки, едноставно да бидеме поблиску до граѓаните, што значи побрзо да се завршат работите, да не губат многу време колку се у посета на Центар за вработување Каватарци. Сметам дека целокупниот персонал, значи, веќе кога го спомнавме ова реновирање, токму и на тоа се должи. Значи, по подолго години добра работа на Центарот за вработување Каватарци беше во првите 6 за реновирање во Републиката, значи тоа е како некоја награда, значи во однос на тоа што сме го изработили во минатиот период како добро услужна центар. Активните мерки се одат тековно, значи према акционален план. Во моментот имаше 13, до денеска што сакам да спомнам, значи за оние клиенти кои што се заинтересирани за само вработување, оно што се вика средства, неповратни средства. Од денеска почнува, што значи 29.5 и ќе трае до 16.6, односно цели 15 дена. Затоа сите кои што биле заинтересирани, а имаше досега такви, и останатите ги потсетувам слободно да дојдат, да не посетат, да се пријават и како би станали едни бизнисмени. Ако зборуваме од минатиот пат, сега не се работи за долг период, значи негде 10 дена, имаме некои 100 нови вработувања. Ако тогаш беа 2160, моментално се 2060 лица, што значи има ставка од 100 лица, помало, мислам поголема вработуваност, намалување на невработеноста. Тука ги знаеме дека тука се ипак да ги спомнеме стално нашите партнери, Дрексер, Мајер и останатите. Па, со оглед на тоа дека сега е крај на школска година, ќе дојде нова работна сила, ќе работиме на тоа да ги како побрзо тие млади лица, оние кои што нема да се определат за понатамошно школување, побрзо бидат дојдени до работна функција, односно екзистенција. Значи, секој пат се лекари, ако зборуваме за високостручните кадри и техничките служби. Додека ако работиме за работна сила, значи имаме суфицит од сите работни сили. Тука биле заварувачи, водоводжи, дрвосечачи и така. Значи, работна сила се бара. Затоа што нема доволно на пазарот или се лица кои што по одминат период па веќе не го работат тоа како своја школска или образование, тука ги нудиме овие мерки, тоа што ги кажав претходно, да можат да обуки преквалификации, доквалификации, како би дошле на пазарот на труда да бидат по-квалитетни, односно да најдат вработување со овие мерки што ги нудиме ние. И тие се тие мерки што претходно кажам што доаѓаат до намалување на вработеноста, односно за секој едно лице кој е заинтересирано може било кој од мерки да ги искористи, дали се работи за само вработување или вработување во други фирми. Значи, ние сме тука на располагање, мерки ќе си траат и понатаму, значи, се со цел да невработеноста да дотераме до најниско ниво што може биде, односно, тоа би било по моја проценка на еден околу 5%, што е европска бројка. Да кажеме дека Кавадарци како град се зборуваме, не значи, према бројките што и кажав како невработени, значи има суфицит на работна сила, ако ги земеме сите земјоделски стопанства или поголеми земјоделци, знаеме дека моментално имат увоз на работна сила, останете општини, значи тоа е. Значи Кавадарци увезува, има потреба од работна сила. Имаме недостаток на работна сила, значи на работници по категорија земјоделие. Значи саем за вработување према планот значи на агенцијата за вработување, а ние сме како Центар за вработување, склоп на агенција за вработување, е во текот на утрешниот ден, што значи 30.5 со почеток од 10 часот. Затоа во момент ги поканам сите заинтересирани, и работодавци, и оние лица кои бараат работа, затоа што тоа е измислен да се берат на едно место, едните и другите, како да работодавците ги установат што работна сила се располага на пазарот, а односно пак работници да видат што понуда им. Значи тоа до сега каже голема инативност, значи 2 години се овие сајми низ Републиката, еве сега кај нас, односно во текот на утрешниот ден.
Праксата покажа добри страни на односно вработување, затоа пак ќе кажем, ги поканувам сите да видат тоа што и како е, и едната страна и другата страна, па со тоа сметаме дека ќе се остварат нови вработувања, што е основна цел на нашето работење.